Добар ден, крипто ентузијасти. Денес ќе направиме видео за новости, за вести на крипто пазарот, со тоа што имаме нешто интересно за денес, а тоа е ќе поминеме преку овие јануарски, да речем, watchlist евенти, кои што ни ги прати еден од оние соработници кои што ги имаме на самиот канал, Дарко Јошев од Швајцарија, значи истиот се погрижи да ги добиеме како информација, со тоа што јас дополнително на тоа што ми го достави, направив напор да ги соберам сите вести кои што може да ги соберам од оваа листа на случување за јануари, но пред да навлеземе во оваа листа би сакал на брзо само да погледнеме некои интересни работи кои што моментално се случуваат, меѓу кои првата е она што разговаравме за успешното, практично ова може да биде и формација Head and Shoulders и формација Cup and Handle, во однос со тоа дали ова го рачунаме како shoulder или пак рачунаме само како Cup and Handle. Во секој случај, како што можеме да видиме, оваа зелена линија, доколку ја поставиме моментот на breakout, се наоѓаме точно буквално до метата која што определува оваа формација, тоа е на 4 часовен чарт, иако реков дека овие не се толку веродостојни, но во оваа ситуација значи точно ја добивме го добивме овој резултат со тоа што на дневно ниво ова одговараше и со нашата макроанализа на дневно ниво, која што е уствари горната граница на овој триаголник кој што моментално се наоѓаме. Значи, како што кажавме, гледате дека во секој од овие различни временски интервали можеме да најдеме различни формации кои што една со друга се паралелни. Со тоа што имавме Cup and Handle во оваа ситуација, во овој триаголник, а додека се вратиме на неделно ниво, гледаме дека се наоѓаме во уште поголема формација, а тоа е овој паѓачки канал, кој што по правило во повеќе од 70% од случаевите би требало да пробие нагоре, но останува да видиме дали има сила се уште пазарот да може да го направи тоа во, да речем, вака раниот стадиум на bull market, или пак се уште имаме продолжување на bear market, останува да видиме во однос на она што се случува на пазарот, а моментално имаме и некои настани кои што, како што е на пример ситуацијата со моментално со DCG и со Genesis, за која што ќе поразговараме малку подоцна. Значи тоа беше прво што сакавме да го спомнеме, исполнување на оваа Cup and Handle формација, која што, како што може да видите, е дел од нашата генерална техничка анализа, за која што ќе поразговараме повеќе утре, нормално. Сега, следна интересна вест и битна вест која што имаме е employment situation, односно ако се сеќавате разговаравме за значи невработеноста во Америка, која што е многу битна во онаа ситуација која што имаме моментално, за која што ќе разговараме повеќе во утрешното видео, но само сакам да спомнам дека ја добивме и дека за економијата во Америка е крајно поволна со оглед на фактот дека истата беше 3,7 два последователни месеци, за моментално да падне на 3,5, каде што се движи уште од март 2020 година. Значи се наоѓа во овој хоризонтален канал од 3,5 до 3,7%, што е многу добро за нивната економија, но за жал не е добро за глобалната економија, затоа што значи моментот кога конечно ќе добиеме пат, односно зголемување на невработеноста на Америка, толку побрзо ќе дојдеме до ситуација во која што инфлацијата ќе се намали, односно ќе дојдеме до ситуација во која што колку повеќе се затега самата економија моментално во Америка, толку повеќе значи имаме да речем доказ дека овие rate hikes кои што моментално ги имплементира Федералната резерва имаат значи ефект. Така да во моментот кога конечно ќе добиеме значи пат, односно раст на оваа стапка над 4%, која што е уствари границата до која што се рачуна како нормално, значи можеме да очекуваме дека се уште е рано за да можеме да разговараме за потенцијален голем пат на инфлацијата до онаа мета која што имаат од 2%, што дополнително и буквално го да речем го поддржува овој факт. Значи моментално нема да разговараме повеќе за тој дел, но ова е исто така значи доставено од Дарко Јошев, значи една од вестите кои што ги доставивме, практично поголемиот дел од вестите денеска се доставени од овој член на нашата заедница, така да му благодарам со работката и ќе напоменам, ова е она што го кажувам дека заедницата може многу повеќе да направи отколку поединец, затоа што ова се вести кои што он ги сумирал и ми ги прати со цел да можеме да ги доставиме до заедницата. Тоа е поентата која што се обидуваме да ја изградиме. Односно, во оваа ситуација ова е податок кој што доаѓа од BlackRock, нашите омилени, кој што самиот по себе, според неговите, да речем, според неговите анализи, се очекува пат од 2% во GDP на Америка, кој што треба постепено во текот на оваа 2023 година до, да речеме,
првата четвртина или половина, како и да е, да допринесе за фактички стабилизирање на маркетите. Значи, зошто е ова така? За да можеме да ги стабилизираме маркетите пред да продолжат да се движат нагоре, зборуваме за традиционалните пазари. Значи, потребно е прво инфлацијата да се стабилизира на оние 2% кои што ги очекува Федералната резерва. Но за тоа да се случи буквално она што моментално го кажавме. Значи, првите моменти кога ќе добиеме повеќе невработеност, ќе добиеме и пад на GDP, односно бруто домашен производ на Америка, кој што ќе значи затеснување на фактички на моменталниот пазар, на економскиот пазар на Америка, а ова што гледаме овде е уствари движење на традиционалните пазари. Значи, ова ако промениме моментално, ако го погледнеме чартот на S&P 500, ќе буквално ќе изгледа овака. Така да, она што он го очекува фактички е буквално ова паѓање, на некој начин е слично на ова, сакам да кажам. Паѓање на GDP, значи од ова моментална ситуација до 2% подолу, кое што ќе кореспондира со зголемена невработеност и ќе кореспондира со многу полоша економска ситуација во текот на 2023 година, но со тоа ќе може да се допринесе за намалување на инфлацијата до онаа мета од 2% пред повторно да имаме придвижување нагоре на првенствено Америка, а потоа и остатокот од светот. За жал, така функционира моментално. Така да, она што моментално се очекува во Америка, оваа рецесија, се уште не знаеме како ќе се одрази на криптопазар. Значи, ова е многу битно, затоа и прво го ставив во нашето видео, затоа што рецесијата која што доаѓа е нешто што досега криптопазарот не го тестирал. Значи, ние досега буквално се наоѓаме во еден огромен, уште од самиот почеток, да речеме, на биткоин, значи од 2009 неговото креирање и 2011-2012 конечно следење на пазарот, значи до сега ние имаме еден, да речем, 10 години бул маркет во традиционалните пазари. Значи, не сме имале криза која што со рецесија ќе може да тестира како криптопазарот би се покажал. Така да имаме, значи, во овој сегмент имаме и позитивни и негативни, да речам, анализи, во кои што првите велат дека ваквиот пат на економијата може да ги натера оние кои што инвестираат во економија да се свртат на криптоструктурите. Во превод, со оглед на фактот дека се очекува рецесија во традиционалните пазари, истите да ги алоцираат своите средства, например во биткоин и етериум, каде што поради халвинг циклусот на биткоин се очекува дека ќе имаме стандарден бул маркет. Така да тоа може да биде изненадување на пазарот, каде што конечно ќе добиеме декаплинг на криптопазарот за разлика од традиционалните пазари. И втората варијанта е варијанта во која што ќе добиеме, значи, иста ситуација како и традиционалните пазари, односно ќе добиеме поголем крипто bear маркет за криптопазарите заедно со традиционалните пазари. Тоа не можеме да го знаеме додека не го видиме сами. Јас сум се уште во оној блок кој што верува дека не очекува стандарден бул маркет со оглед на фактот дека биткоин циклусот и неговиот халвинг се постојани. Тоа е нешто што економијата не може на никој начин да го промени и поради тоа јас верувам дека и понатаму самиот криптопазар ќе доведе до оној нормален циклус кој што го има. Можеби нема да добиеме некој ultimate all time highs како во претходните циклуси, но можеме да добиеме стандарден бул маркет кој што повторно ќе резултира со солидни профити за сите оние кои што инвестираат во него. Така да останува да видиме, но тоа се двете 50% за оно што се очекува, со оглед на фактот дека ќе имаме рецесија на пазарот, а другата е дека ќе имаме стандарден bear маркет заедно со традиционалните пазари. Како што реков, значи ова ќе биде тест на криптопазарот кој што досега не сме го видели, ќе видиме како истиот реагира кога доаѓаме до рецесија во традиционалните пазари, а моментално сите го предвидуваат ова паѓање на сите GDP заедно со американскиот, така да тоа ќе биде интересна работа која што ќе видиме наскоро во однос на економијата и традиционалните криптопазарите. Следно интересна работа која што мораме да спомнеме, ако се сеќавате, значи неколку пати го спомнавме, значи ова е еден од оние Black Swan евенти кои што се уште виси на нашите глави, значи со оглед на фактот дека станува збор за рецесија од една страна и ситуацијата со DCG од друга страна, јас се уште не сум спремен да кажам дека сме надвор од bear маркетот, иако тоа така изгледа. Значи, со оглед на тоа каде се наоѓаме, утре ќе поразговараме повеќе, значи ние се наоѓаме надвор од bear market доколку не би имале вакви потенцијални Black Swan евенти. Но, ваква ситуација во која што DCG и неговиот потенцијален пат би можеле многу да допринесат за следен пат и за следно дно на целиот криптопазар, почнувајќи од биткоин, а завршувајќи со сите останати алткоини. Зошто е тоа така?
Значи, ако се сеќавате, ние спомнавме во претходното видео дека Gemini, односно овие Winklevoss Brothers, близнаците, му дадоа услов на Бери Силберт, кој што е уствари председател на DCG, значи на целата корпорација DCG. Доколку некој не е запознаен со ова, ние имаме видео кое што буквално е објаснено целата оваа ситуација. Може да погледнете назад низ нашите видеа. Ќе го најдете, тоа е буквално за Genesis, значи видеото, и DCG и објаснување за што уствари се представува. Каде што DCG е предводена од Бери Силберт, значи сите компании кои што моментално спаѓаат во DCG, како што е Grayscale, како што е Genesis, како што се уште 3 други компании кои што во моментов не се толку битни, се водени од Бери Силберт. Каде што, значи, Winklevoss близнаците му дадоа услов дека доколку до 8 јануари не седне на маса заедно со нив да го реши проблемот со кој што моментално Genesis должи повеќе од 900 милиони долари на самата Gemini, затоа што значи ова не е директно поврзано со Gemini менувачницата, затоа истата нема никаков проблем, туку ова е значи посебно крило на Genesis, на Gemini менувачницата, каде што значи физички и правни лица им е дозволено да инвестираат своје видни сопствени фондови кои што понатаму се даваат на ваков тип на големи корпорации и се користат со цел произведување на профит кој што понатаму треба да им биде вратен на овие инвеститори. Сега, значи тој инвестмент дел од Gemini е моментално оној кој што побарува 900 милиони од Genesis, која што е една од 5 компании на DCG корпорацијата. Со тоа што, значи, до 8 јануари ние немавме званичен одговор директно да се седне на маса помеѓу нив и да се најде решение за оваа ситуација, така да следно што се очекува, значи она што моментално го направи е Winklevoss близнаците, поднесоа до, значи знаете и сами дека секоја корпорација, секое големо друштво како што е например акционерско, има свој председател, но има и акционерска седница, односно да речеме борд на директори, кој што одлучува заедно со председателот на чело. Со тоа што до ваквиот борд на директори на DCG е поднесено писмо од страна на Камерон Winklevoss, кој што бара Бери Силберт да биде отстранет и оние кои што ќе останат да седнат заедно со нив и да се договорат што ќе се прави со овој долг од 900 милиони. Јас затоа се уште верувам дека има време да се најде ситуација во која што ќе се најде решение за овој проблем, а во меѓувреме гледаме и ситуации во кои што значи самиот Genesis отпушта луѓе од својата компанија, онаа што е во склоп на DCG, со цел да се реструктурира и да проба да намали трошоци, со цел да има што помалку трошоци во однос на ситуацијата каде што треба да прати, но за сега немаме званични вести. Значи, како што кажав, ситуација во која што би дошло до банкрот на Genesis или пак на целата DCG ќе биде доста крвав за целиот криптопазар, затоа и се уште имаме 20% од нашето портфолио кои што ќе ги искористиме доколку се случи ситуација во која што би имале ваков тип на колапс. Значи имајте го тоа во предвид, затоа и постојано напоменувам, не бидете комплетно сигурни дека сето ова е зад нас, може да имаме повторен пат. Значи тоа се случило и претходно, може да се случи и повторно со оглед на фактот дека ваков тип на Black Swan евенти се не секојдневни, но кога веќе ги очекуваме, добро е да се припремиме за нив. Следно, сега, ќе разговараме за оваа watch листа, која што ни ја достави он, каде што гледам дека поголемиот дел од овие проекти се доста битни барем за нас и моментално ќе направиме една анализа на секој од нив со моменталните вести кои што успеавме да ги најдеме за нив. Значи денеска ќе се осврнеме повеќе на оваа watch листа, што е доста интересна. Значи првата, за неја исто искрено нема потреба да бараме некои посебни вести, се уште не е познато, но се верува дека во првата четвртина од оваа година Mt. Gox, значи оние 140.000 биткоини и 140.000 биткоини кеш ќе бидат вратени на жртвите од хакот, кој што, ако не се лажеме, 2014 година. Така да, во оваа ситуација, значи, таков тип на наплив на биткоини на пазарот може да предизвика уште еднаш, значи, оно што го кажавме, голем пат на биткоин цената, а потоа и на сите алткоини заедно со биткоин, со оглед на фактот дека поголемиот дел од овие луѓе кои што веќе инвестирале многу одамна и го чувале својот биткоин на Mt. Gox, значи замислите од 2014 година сите се во профит. Така да голема веројатност дека голем дел од нив можеби ќе одлучат и да го продадат тоа. Не сите ќе бидат инвеститори како нас кои што сакаат да останат следниот бул маркет. Имајте го тоа предвид. Така да, рецесијата е една работа која што не можеме да предвидиме како ќе пределува на пазарот. Но Mt. Gox
и Genesis моментално се два потенцијални Black Swan евенти кои што може да предизвикаат, како што рековме, уште едно дно. Имајте го тоа во предвид и следете ги овие вести. Може би ние ќе закаснеме малку, но доколку видите такво нешто, слободно доставете го до нас, ние ќе направиме, значи било кој од овие вести да се реализира, ние веднаш ќе ја доставиме до останатите членови на нашата заедница. Ова се миниц од Федералната резерва на јануари 4, значи за ова ќе поразговараме повеќе утре, со оглед на фактот дека нели тоа би барало по-детална и по-голема анализа. OP, ова е уствари оптимизам, каде што вели Bedrock upgrade and follow-up airdrop, cheaper, faster rollup architecture. Сега, во однос на оптимизам, знаеме и сами дека ова е една од оние layer 2 солуции кои што моментално се појавуваат на Ethereum, кои што се обидуваат да го забрзаат и да не забораваме уште еднаш, значи следниот дел од Ethereum после Шангај, значи знаете и сами дека следниот треба да биде Шангај апгрейд, каде што првенствено е unlocking на стейкинг, односно на сите оние кои што имаат заклучено свој Ethereum, за стейкинг треба да се отклучи, значи со овој апгрейд. Така да, дали во овој апгрейд или следно од овој апгрейд доаѓа шардинг, каде што како такви second layer солуциите, значи ќе бидат клучни за брзината и за скейлингот, како и за да биде поевтин Ethereum како блокчейн. Така да оптимизам заедно со нели Matic представува, значи и Matic развива своји rollups, како и оптимизам rollups солуции, тоа е layer 2 солуции кои што треба да помогнат во текот на шардингот. Значи они го прават сега тоа моментално off, значи го прават како layer 2 солуција. Кога ќе дојдеме до шардинг, овие да речем rollups кои што моментално ги имаме, како што се оптимизам, Matic и слично, значи ќе треба да ги групираат сите тие трансакции од second layer и само една таква да запишат на Ethereum блокчейнот и на тој начин да ги намалат бројот на трансакции кои што доаѓаат на Ethereum блокчейнот, со тоа што значи оптимизам во ноември претходната година се појави, но има доста интересни решенија околу тоа, иако ова бара посебно видео во кое што ќе ги објасниме сите тие технологии, дури јас треба да се надградам, доволно со оглед на фактот дека јас знам само основата на овие rollup солуции, но идејата е дека истите ќе се користат како L2 со цел да се забрза Ethereum мрежата, а знаеме дека моментално Ethereum мрежата расте најбрзо од сите останати и поради тоа, значи ваквите L2 солуции ќе бидат клучни за понатамошното растење на Ethereum. Значи доколку Ethereum не успее да ги интегрира, може да заостане пред останатите проекти, но тоа неверојатно дека ќе се случи. Со тоа што моментално гледаме дека овој апгрейд кој што моментално го имаме треба да донесе поевтини и побрзи rollup, поевтина и побрза rollup архитектура. Значи овдека се точно наведени оние апгрейди кои што ќе се воведат, да речеме, во овој чейн. Значи нема да налегувам во детали затоа што како што рековме понатаму како работиме на поединечни проекти, ќе работиме на нивните надградби. Значи ова е чисто да кажеме што моментално следува, а знаете и сами дека секоја надградба доколку е успешна, многу често се случува веднаш после тоа да имаме и памп на самиот коин, како што оваа ситуација е оптимизам, со тоа што се уште истиот не е завршен според она што досега го видов, значи иначе ќе најдев како е истиот комплетиран. Така да тоа е првата интересна работа, значи може да погледнете во детали доколку ве интересира. Значи јас сум овдека само да ви дам генералната слика на што се случува, затоа што иначе ќе зафати многу време да го посветиме на секој од овие посебно. Atom Interchain Security allows Cosmos Chains to lean on the hub for their own security. Ова е многу интересен апгрейд со оглед на фактот дека веќе работевме на Atom. Значи во првата четвртина од 2023 година со ова циганска ро буква, значи тој така наречен апгрейд, значи овдека можеме да очекуваме значи во првата четвртина од 2023 година дека конечно ќе го добиеме Interchain Security. Ова е многу интересна работа. Значи јас малку само ја разработив, само ќе ви покажам како што тоа интересно изгледа. Значи пазете колку добро. Моментално оние 175 валидатори кои што ги има самиот Космос на својата мрежа, значи истите не можат да се користат од дополнително оние проекти кои што се поврзани или креирани на Космос. Така, рековме дека самиот Космос значи има своји проекти кои што во неговиот екосистем се креирани како
токен, така, значи на нивниот смарт контракт платформа. Сега, во оваа ситуација, доколку сакате, значи вие колку интересно е направено. Може да го позајмите security протоколот на Космос со тоа што овие 175 фактички валидатори ќе можат да спроведуваат и ваши трансакции. Да речеме дека вие имате некој коин кој што се нарекува, не е битно, Tesla коин, така. Сега, значи во ситуацијата кога вие имате свој блокчейн кој што е поврзан на Atom блокчейнот, со овој апгрейд вие ќе може наместо да имате своји валидатори да ги позајмите валидаторите на Atom. Со тоа што трансакциите кои што вие ги имате на вашиот Tesla блокчейн и да речеме ајде, коините се TSL. Значи, вие фактички ги користите на Atom валидаторите за да ги запишуваат вашите трансакции и за да ја спроведуваат сигурноста на вашиот блокчейн, за вие да не мора фактички да формирате нодови и слично, затоа што е доста скапо и доста комплицирано, но за тоа вие фактички овие валидатори ќе им плаќате во вашиот токен. Тоа е многу добро, на тој начин вие фактички не мора да имате Atom наспроти оној токен кој што го имате за да плаќате на валидаторите, туку вие фактички ќе им плаќате со соцвениот токен. Тоа е многу интересно направено и на тој начин вие истите овие 175 може да ги користите во било кое време, со тоа што наместо да им плаќате во Atom, плаќате во соцвениот токен, а ја земате сигурноста од главниот хаб на Atom. Тоа е интересна наградба која што треба да дојде во првата четвртина од 2023 година, ќе следиме и ќе ве известиме кога тоа ќе се случи, затоа што е доста интересна работа и е на некој начин пак апгрейд кој што е многу битен за овој екосистем, затоа што вие кога би сакале да имате некој, да речем, low cost блокчейн, многу по-добро би било да го направите тоа на Atom, на Космос, каде што нема да имате потреба дури ни од ваши валидатори, вие ќе може да ги користите нивните. Така да тоа е многу, ја намалува цената која што ви е потребна за да имате свој приватен блокчейн со многу добра безбедност која што ви нуди самиот Космос. Сега следно. Следно вели LDO, односно Lido, unlocks to team investors validators are almost done, elevating sell pressure. Сега, тоа е интересна работа. Значи, прво да објасниме што е. Значи, Lido е уствари Lido Staked Ether. Значи, тоа е на 12-то место и истата моментално има најголема количина на Ether на пазарот, како групација која што го стейка овој Ether. Со тоа што фактички Lido, самата, да речем, платформа Lido, ви нуди во било кое време да го стейкате вашиот Ethereum директно од нивната платформа. Значи, тоа е на некој начин го прават поедноставно да биде и фактички они го стейкаат во ваше име, а вие добивате staking reward. Со тоа што моментално на значи tokenunlocks.app, значи во оваа ситуација можеме да погледнеме за било кој од оние кои што имаат vesting schedule, односно unlocking schedule, да погледнеме кога се следните unlocking периоди. Со тоа што јас моментално ја имав, само да видам каде беше моментално Air. Значи гледаме дека моментално поголемиот дел од токените веќе се отклучени. Ако не слажам дури и овде како имаше тоа како листа, не. Значи затоа е интересно направено. Значи сите оние кои што имале LDO токени, затоа што LDO токените се уствари како што е Maker DAO, така имаме и LDO DAO, кој што како таков е уствари DAO, знаете и сами, е Decentralized Autonomous Organization, кое што фактички одлучува што ќе се прави со оваа огромна количина на Ethereum. Значи вие стейкате таа количина на Ethereum, но во исто време значи LDO, односно Lido DAO, може да одлучи нешто да прави со оваа голема количина на Ethereum, затоа што тоа е огромен, масивен, значи гледате и сами, огромна количина на кеш во ситуација која што може да се користи, да речем, како леверидж или се, иако тоа е на некој начин недозволено, но ваквиот тип на DAO организации фактички со преку својот governance одлучуваат што ќе се прави со оваа голема количина на капитал која што имаат под своја контрола, со тоа што колку повеќе LDO кои ни имате, толку повеќе гласови имате при одлучување во ваквиот Lido DAO. Така да во оваа ситуација, значи, со оглед на фактот дека веќе скоро сите токени се отклучени, значи имаме само уште малку, а во овој дел, значи можеме да погледнеме колку е тоа малку, значи само да видам каде беше моментално Значи, моментално се останати заклучени се уште 4%, а тоа се 40 милиона LDO токени, со тоа што 8 од нив ќе бидат
отклучени следно на, сега ќе ви кажам точно, значи има доста време, за 226 дена дојде. Значи тоа веќе е направено пред некое време, предходното, сега следно е за 226 дена, но како што можеме да видиме само уште мала количина, тоа се само 4% од оние токени кои што се уште се заклучени, така да не може да се прави дамп на цената на LDO токенот, затоа што веќе имаме огромен дел од овие средства кои што претходно беа заклучени се веќе отклучени. Така да во оваа ситуација тоа е доста добро за оние кои што поседуваат LDO или кои што сакаат да поседуваат, со оглед на фактот дека представува најголемиот стейкт Ethereum pool на светот. Значи доста интересна работа. И следно за кое што треба да разговараме е AAV и нивниот V3 rollout на Ethereum. Значи, прво, моментално е најавено дека во март 2022 година ќе го имаме оваа трета верзија на AAV протоколот. Значи, знаете и сами, претходно го имаме спомнато во категории на крипто, каде што објасниме дека AAV заедно со Compound и останатите представуваат lending и borrowing платформи, односно ова се оние AAV е најголемата платформа за blending и borrowing на крипто категоријата, мисли криптосферата, каде што истата е на некој начин и дефиниција на DeFi, односно децентрализирани финансии, каде што вие немате потреба да имате, не знам, апликација и банка и слично за да може да позаемите средства. Сега, значи истата е моментално најголема лендинг и боринг платформа во целиот крипто свет. Со тоа што моментално настанува уште поголема. Значи AAV V3, значи третата верзија на AAV, значи првенствено мораме да видиме дека ќе биде на некој начин прават свој subchain на сите најголеми екосистеми, значи Polygon, Avalanche, Phantom, Harmony, Arbitrum, Optimism, а веќе нормално знаеме дека е изградена на Ethereum, со тоа што гледаме дека со V3, значи првенствено ќе има доста надградби на тоа како изгледа целата структура за blending и borrowing и дополнително гледаме дека и структурата во однос со тоа како ќе се одлучува за тоа кои токени ќе бидат додадени е променета, со тоа што значи новите, да речем, новите идеи или новите концепции кои што се вградуваат, прво е портал со кој што ќе може, значи токените од една на еден на друг екосистем да бидат префрлени, оние кои што се позаемени, и ова е многу слично на идејата на Космос за интероперабилити, каде што AAV V3 ќе ви дозволи, значи они да бидат фактички на некој начин оној чейн за конекција помеѓу овие различни екосистеми, каде што да речеме на од овие кои што ги имаме овдека, замислете дека вие од Harmony One, на пример, токени сакате да префрлите на Phantom. Со тоа што кога го правите ова преку AAV, затоа што вие позаемувате, значи AAV е тој кој што го фасилизира сето тоа. Значи ги заклучува токените на Harmony One и ви дава иста противредност или повеќе во однос со тоа дали вие моментално позаемувате на FTM блокчейн. И кога сакате да ги вратите, го прави истото. Ги гори они на FTM, значи дава фактички наредби на едните на другиот блокчейн кога треба да се отклучат и кога треба да се горат или заклучат и произведат нови токени. Така да тоа е интересно со портал, тоа е многу слично на самиот Космос, ако се сеќавате, ако сте гледале видеото. Овој E-mode е, како што го нарекуваат High Efficiency Mode, идејата е да се намали, значи, што може повеќе самиот фи, кој што практично е потребен за да може да користите lending и borrowing на самата платформа, што е доста интересна работа, значи фактички ќе може да го селектирате со цел, нели, да ви намали што може повеќе од она што би требало да го платите како фи за позаемување од истата. А Isolation Mode е сега ова, например, и мене не ми е многу јасно, вели токените кои што досега биле возможни за lending и borrowing на првата и втората верзија од AAV ќе бидат изолирани со оглед на фактот дека на третата верзија изгледа дека се ќе биде многу поинаку, иако јас излично не сум го правил ова, но тоа е, да речем, овој Isolation Mode кој што се спомнува, но верувам дека тоа е поради фактот што моментално ќе бидат поставувани соодветни governance, значи, да речем, гувернери, кои што ќе треба да одлучуваат кои токени ќе бидат дадени и кои ќе бидат спецификациите на позаемување. Да речеме колку проценти ќе биде фито, колку време ќе може да ги задржите, колку треба да вратите излично. Следно за кое што гледам е риск менеджмент. Со тоа што, значи, во риск менеджмент фактички овдека сега веќе се дава на заедницата да одлучува, значи ова е слично на тоа, каде што овдека е
се поставува еден кој што ќе одлучува кои коини ќе влегуваат или не, додека на генерално ниво сето тоа ќе биде правено од страна на заедницата, каде што ќе се конфигурира фактички колку може да се позајмува, кои се параметрите на позајмување и сето тоа ќе биде направено преку voting, значи на оние кои што имаат ААВ токени. Затоа што и ААВ свој виден DAO, каде што вие фактички одлучувате како заедница што ќе се прави со средствата кои што ги има. Децентрализација, повторно, го тоа, значи вака се нарекуваат. Appoint Risk Admins, значи тие ќе бидат уствари оние кои што постојано надгледуваат работата на платформата, multiple rewards tokens, каде што ќе може во една трансакција да добивате различни токени. Ако имате, да речем, затоа што вие заложувате на AV платформата, да речеме Ethereum, ADA, појма немам, Phantom и сега кога фактички ги добивате назад, значи колку повеќе трансакции за наградите, толку повеќе fees. Додека во оваа ситуација ќе може во една трансакција да добивате повеќе токени на вашиот wallet со цел да се намали фито за она што ви го наплаќаат кога ги повлекувате вашите средства назад. Gas fee reduction, значи со V3 ќе дојде до 20-25% намалување на gas fee кој што го користите за секоја трансакција на платформата. И овој дел искрено и јас не го разбирам толку многу. Значи, практично на некој начин го наметнува AAV V3 како Layer 2 солуција, затоа што овдека сепак станува збор за Ethereum. Може би истиот ќе представува еден свој виден Layer 2 солуција, значи останува да видиме, но тоа се новините кои што доаѓаат со AAV V3 и јас очекувам дека истото навистина ќе делува на цената со оглед на фактот дека е во март оваа година, тоест март претходната година, но јас колку што видов на самиот само да видиме дали истото излегува. Овде кажам дека излегува, ама не верувам со оглед на фактот дека ако беше немаше да биде на оваа листа, ќе треба да проверам, но јас се уште верувам дека истиот не е излезен. Не, значи, моментално оваа вест од 19 декември 2022 година се кажува дека се уште се прави таа надграба од првата верзија до третата верзија, што значи дека се уште не сме таму, затоа и верувам дека тоа ќе настане во првата третина од 2023 година, така да имајте го тоа во предвид, тоа е нешто што го очекуваме следно на пазарот во однос на ААВ. Следно нешто за кое што треба да разговараме е сега, значи, да напоменеме, пред да продолжим со оваа листа. Сите оние токени кои што не спајаат барем во топ 100, значи не гледам причина да ги анализираме, така да ако имате нешто, нормално погледнете го, слободно, нели, ако веќе го имате во вашето портфолио, обрнете внимание и направете собствено истражување. Значи не можеме да разговараме за токени кои што имаат премногу мал маркет кап, како што кажав, едноставно не гледам поента, зошто би ги обработувале кога се на некој начин потенцијални да ги снема доколку дојде до ситуација на следен пат, например. Така да Shibarium, иако е еден од најдобрите, значи meme токени, генерално јас навистина не гледам причина за обработка на нашиот канал. Значи искрено немам ништо против, но едноставно не гледам. Ако јас направам истражување за meme токени и ако ви го представам на каналот, автоматски ја на некој начин го поддржувам оваа ситуација, така да генерално SHIB и Dodge и такви останати, на вистина мислам дека не треба да се наоѓаат на овој пазар, но за жал не е тоа до мене, че тоа е едноставно како луѓето гледаат на ова, така да според мене нема да гледам да правам истражување за ова, но доколку вие сакате слободно, значи Shibarium Layer 2, ова се уствари два дополнителни токени кои што ќе бидат лансирани на SHIB, на Shiba токенот. Значи слободно погледнете ако ви интересира, но јас лично не сум заинтересиран за meme токени. Следно за кое што би требало поразговараме е Alameda Potentially Dumping Tokens in Chapter 11 Proceedings. Сега, каде е овдека проблемот? Значи Alameda и FTX самите по себе имаат собствено портфолио за кое што разговаравме, кое што содржи многу токени. Сега, проблемот е што прво не знаеме кои од овие токени се уште ги имале во моментот кога поднеле за Chapter 11, односно за ликвидација. Значи, за да знаете колку голем е потенцијалниот даунтърн на овие коини и токени кои што ги поседуваат, треба да знаете која е количината која што имаат за собственото портфолио. Она што го знаеме е кои се проектите во кои што финансирале, а со тоа и кои се фактички токените кои што ги имаат, но не и количината.
тука е проблемот. Така да јас, на пример, би можел да ви речам, доколку имате 1 инч, бидете препазливи. Но јас не можам да ви кажам колку да бидете препазливи со оглед на фактот дека оние може да поседуваат само 2% од 1 инч, така? За Solana знаеме дека поседуваат милиони токени затоа што истите помогнаа во лансирање на тој токен и слично. Така. Но за останаците не можам да ви кажам толку. На пример, Астар и јас поседувам. Астар е првиот, еден од првата, да речем, оние први 4 токени кои што беа лансирани на Polkadot, јас поседувам Астар, на пример. Но не знам колку они поседуваат за да знам дали да го продавам тоа што го имам или да го чувам, пример зборувам. Сега имате многу, како што реков, ме гледате. 1 инч, овде го видов Helium исто така, значи ова се се проекти во кои што финансирале, а има многу повеќе од ова. Значи постојат 5 или 6 страни, ако се ќе ви покажа во едно видеото претходни, каде што таму се веќе наброени како компании, но гледате, значи поседуваат Matic, поседуваат Near Protocol, значи имате еден куп работи кои што ги поседуваат, за кои што едноставно не може да бидете сигурни дали треба да ги продадете или не. Мене, ако ме прашувате, е Yuga Labs, например. Сигурно поседуваат и некои од овие што се NFTs од Bored Ape Yacht Club. Но како и да е, ќе напоменам уште еднаш. Бидете препазливи доколку видите дека некои од овие токени ги имате во своето портфолио, бидете препазливи доколку видите дека има дамп, тоа значи дека се обидуваат да ги ликвидираат во оваа ликвидациона постапка, она што го имаат во нивните новчаници со цел да ги заменат за долари за да бидат вратени на оние кои што инвестирале во FTX. Така да имајте во предвид, една од големите работи кои што можеме да очекуваме за потенцијален пат е и тоа, затоа што иако 10 билиони се изгубени, има доста од тие што се, да речем, запленети, кои што е можно да бидат продадени со цел да се намират оние кои што били инвеститори, а реално порано или подоцна тоа мора да се случи. Следно за кое што би требало, значи видите, и Grail. Проверив, ова е некое 300-то место. Сега вие ако имате Grail, навистина погледнете, има некоја интересна вест дека токенот може да стане дефлационен. Но за ова погледнете затоа што сега да правиме анализ за 300-то место токен, како што кажав, е многу неодговорно од наша страна. Кронје, Андре Кронје е еден од пионирите во криптосферата, посебно со оглед на фактот дека има едни од најуспешните проекти во овој почетен стадиум на криптосферата. Значи, знаете и сами дека истиот е Yearn Finance, тоа беше првиот коин во криптосферата кој што имаше повисока цена од биткоин, ако се сеќавате, со тоа што сега, нели, со помала, но како и да е, тој беше буквално дупло од вредноста на биткоин во претходниот bull market, како и Phantom. Значи, истиот престана да биде дел од Yearn Finance, но Phantom беше CEO, со тоа што со неговото откажување Phantom во последниот дел од bull marketот изгуби многу голем дел од својот market cap, но со неговото доаѓање повторно, значи истиот уште на крајот на претходната година најави дека ќе има доста интересни работи во Phantom. Значи тоа е смарт контракт Layer 1 солуција, која што како таква ќе има следно, барем што го најави, е креирање и на sustainable environment for DApp developers. Значи, идејата му е фактички да овозможи што повеќе нормално градење на овој екосистем, затоа што знаете и сами дека Layer 1 солуциите не се ништо доколку немаат DApps, односно децентрализирани апликации кои се развиваат на нив, односно останати проекти. Така да неговата идеја е практично да се работи на развој на овој систем, на привлекување на девелопери кои што ќе направат апликации кои што понатаму биле користени за реална употреба на самиот свет. Значи, видите, Phantom е еден од оние кои што сигурно ќе го обработиме уште сега. Значи, не работиме постепено, гледаме да ги обработиме оние со поголеми маркет капови и понатаму да ги обработиме и оние со, да речем, помали маркет капови релативно, но Phantom сигурно ќе биде еден од оние кои што ќе обработиме детално во нашите програми, во нашите проекти, така да имате во тоа први, ова е само најава, затоа што неговото враќање во овој проект значи многу, затоа што многу од луѓето буквално и беа во овој проект, затоа што знаат дека Андре Кронје е еден од оние пионири кои што навистина многу допринеле за криптосферата и се очекува многу да допринесат. Значи истиот најави своја пензија практично кога се откаже од овој проект, но гледаме дека со неговото враќање, значи овој проект има потенцијал, затоа и јас верувам дека како таков
може многу едноставно и многу лесно да се најде во нашето портфолио, но повеќе во на видео за кое што ќе обработуваме Phantom засебно. Тоа е околу Phantom и неговото враќање. Сега, повторно, Lux, мал проект, навистина не гледам поента да направам релиза за него или да разговарам, барем сега за сега, понатаму ќе видиме кога некој од овие проекти ќе се докажат. YUTS, тоа е уствари Y00TS, е еден од најголемите, покрај GADS, еден од најголемите проекти за NFTs на Solana, кој што моментално доби 3 милиона грант од Polygon. Значи, замислете, Polygon купува проекти да преминат на него. Замислете колку добро моди на Polygon во овој најдлабок дел од bear market. Јас од Polygon очекувам многу. Но како и да е, за овој дел, значи е битно затоа што истиот само што се преместува, значи во ова јануари, значи првиот квартал, значи овој јут се пренесува моментално целиот овој проект на Polygon, на Matic, на Ethereum блокчейн, на Ethereum екосистемот, кој што како таков значи многу затоа што вие замислите сега колку од овие креатори и колку од овие, да речеме, љубители на оваа колекција ќе се пренестат од Solana екосистемот на Matic, а со тоа и на Ethereum. Така да ова е доста битна вест и тоа се случува моментално. Значи имајте го предвид, доколку сте посебно заинтересирани за трговија со NFTs, е битна вест. Axis, значи Axis Infinity е, знаете сами, една од најголемите, ако не и најголема игра се уште во крипто секторот, со тоа што Axie Infinity моментално има развиено дел, значи не само тој дел што претходно го игра, со real estate, односно недвижнини, каде што вие фактички развивате собствена фарма. Сега, многу не сум запознаен со ова, но оние што играат знаат многу повеќе од мене, за да можам да разговарам, стварно треба да седнам и да направам соодветно истражување, но идејата е како што може видите дека на Axie Infinity моментално може да градите собствена база, со тоа што дополнително имаше дека некои ресурси се продаваат, што е доста битно, со оглед на фактот дека е една од оние игри кои што се прави највеќе пари за pay to play. Така да имате го тоа во предвид, доколку сте заинтересирани, инсталирате Axie Infinity и може да почнете. Поентата е што иако бара многу играње, значи со овој дел дури некои кажуваат дека се повеќе и повеќе се прави профит, така да, нели, подлабоко би ви препорачал да седнете да го разгледате ова, значи гледате овдека на Axie Infinity, може да погледнете ова е на white paper од Axie Infinity, има и видно видео или пак само еве гледате, Land Gameplay Tracer, Land Gameplay Teaser World Premiere. Значи само пишете Land Axie Infinity на YouTube и ќе го најдете ова видео каде што ќе може да погледнете како изгледа моментално самата Axie Infinity. Сега, следно, интересна работа. Значи, Umami и DYDX и овие RDPX, според мене се доста мали, значи ги гледав, местата им се од 200 до 300, повторно, нема некоја логика да се разговара за нив. Мина има логика, иако е негде на крајот од првите 100, но зошто? Значи, Мина самата по себе, Мина протоколот е најмалиот по големина блокчейн на светот. Значи, моментално, дури интересно беше кога би требало, about, ако не се лажам, about Мина. Значи, само да погледнете, значи, minaprotocol.com моментално представува најмалиот блокчейн на светот, кој што баш сакав да го споредам, че имаш негде, само се обидам да го најдам каде е тоа, каде што може да погледнете дека представува буквално најмалиот значи 22 килобајти е моментално целиот блокчейн, значи Ledger на Мина, за разлика од останатите кои што се барем 300 гигабајти, така. Значи, тоа е интересното кај неа и како таква може да најде доста добра примена, затоа и во претходниот bull market имаше многу голем пораст на ова како проект, така да ова е нешто интересно што би сакал јас да го истражам, но нели, овие се мали проекти ги оставиме за понатаму, но беше интересно затоа што најмалиот блокчейн моментално во светот е Мина протокол. Имајте го тоа во предвид. Сега, за Мина, значи моментално се гради Ethereum Bridge. Сега, јас навистина пробав да го најдем ова, но не успеав со оглед на фактот дека ова се моментално новостите кои што announcements кои што они сами ги промовираат. Значи Ledger, NanoX и NanoS моментално ќе може да ја поддржуваат. Значи гледате, ZK Rollups, да,
Добро, но јас ни во една од овие не видов, и тоа ова е веќе од 2022 година, од 4.6, па наоре, не најдов нигде информација за овој Ethereum Bridge и не можам да најдам. Значи, за ова ќе треба да почекаме, може би се уште не е, може би некоја insider information, не сум сигурен, но според нивните најави јас моментално не видов нигде дека доаѓа до комплетирање на Ethereum Bridge. Значи, најново што видов е од 12 од декември 2022 година дека ќе биде интегриран со NanoX и NanoS и дека моментално работат на ZK Rollups, како и сите други останати нормално. Така да тоа е интересна работа за мина, за памтете, тој е најмалиот блокчейн, ако некој слушнете за тоа, да знаете дека секој останува збор за овој проект. Mars Protocol, повторно, многу мал проект. Neon EVM on Sol. Сега, повторно ќе кажам, Sol генерално не сакам да работам на него и да го промовирам на мојот канал, се додека не видам дека успешно ќе преживее преку ова бенкран кој што му се случува моментално, проектите кои што бегаат од него, девелоперите кои што бегаат од него, а дополнително на сето тоа имате и ситуација во која што имате милиони Sol токени заглавени моментално во новчаниците на Alameda и на FTX, кои што може да бидат ликвидирани со цел враќање на парите на инвеститорите на FTX и Alameda. Така да, се додека не го видам тоа, јас лично нема да работам на Сол на мојот канал, додека не видам дека истиот може да премине преку сите овие проблеми кои што моментално се наоѓаат со него. Имајте го тоа во предвид, значи немам ништо против овој проект. Гледате дека и самиот Виталик Бутерин испадна и кажа дека моментално во проектот се останати само оние кои што вистина веруваат во него, но јас не верувам дека тоа е доволно за еден проект да преживее, посебно кога има толку многу негативни работи кои што му се случуваат. Така да, поради ова, ќе напоменам уште еднаш, значи не велам дека не треба да го имате, моје мислење, јас мислам дека е премногу ризичен за да го работам на мојот канал, затоа што некој од вас може да дојде да ми рече зошто ти го работиш како еден од коините ако не веруваш дека има иднина. Така да поради ова, додека не видам решение на некои проблеми кои што моментално ги имаат, не гледам и причина да работам на него. Тена, мал проект, XVS, мал проект и нормално последниот дел е Ripple и SEC и некои интересни работи кои се случуваат во овој случај. Прво мораме да забележиме дека случајот официјално е запрет, затоа што значи се побара од страна на двете и Ripple и Комисијата за хартија од вредност да се оди на одлука, односно да се престане со судскиот случај и сето она што досега е истражено да биде практично основата врз која што ќе се донесе одлука од страна на судот. Сега, тоа не значи дека не случуваат некои апдејти во однос на случајот, иако моментално се чека пресуда. Значи, моментално СЕК се уште води војна за во случај да се донесе одлука да не бидат дадени значи мејловите од страна на Hinman со кои што фактички внатрешно се договарале за тоа дали ќе биде прогласен Ethereum за security или не, што е уствари една од главните карти кои што моментално ги има Ripple во своја корист, така да моментално повторно му е одбиено барањето на SEC да бидат практично редактирани Hinman меловите, односно да бидат покриени со црно за да не може јавноста да знае што се случувало во Комисијата за хартија од вредност, што они одлучиле дека Ethereum не е security, односно дека не е хартија од вредност. Така да ова е многу битна работа, што судијата веќе не знам колку пати поред му го одбива ова барање на SEC, затоа што ова ако излезе во јавност, ја верувам дека ќе самата Комисија за хартија од вредност ќе изгуби огромна доверба. И затоа се надевам дека ќе излезе во јавност, затоа што Комисијата од хартија од вредност е главниот двигател на оваа политика да не се прават нови права, односно да не се направи закон за криптовалути, туку да се оди со онаа стара 1946 методологија што се користела за хартиите од вредност, што не е застарено, не е презастарено. Но нели моментално гледаме дека нив тоа им одговара со оглед на фактот дека они буквално перат пари на тој начин и напаѓаат мали проекти кои што не може да се бранат и кои што единствено излез им е да платат за сетълмент помеѓу нив и SEC дека наводно направиле грешка затоа што не регистрирале хартија од вредност. А тоа своевидно значи и уништување на вашиот проект. Вие не можете да регистрирате како Комисија за хартија од вредност, никој нема да ви ја купи. Се разбираме, тоа е најголемиот проблем, пошто крипто не функционира така. Значи, јас нема никогаш да ви купам ако треба да се регистрирам преку SEC или да го купувам преку... Значи, научна фантастика. Како и да е.
Значи, моментално, интересна работа која што ја видов е од Джереми Хоган. Значи, Джереми Хоган е адвокатот на оние група замешатели фактички во случајот, кои што влегоа, а тоа се луѓе кои што имаат количини на Ripple, кои што ги застапува Джереми Хоган и кои што судот им дозволи да бидат трето лице замешуваш во оваа ситуација на страната на Ripple, кои што се обидуваат да му помогнат на Ripple да го добие во случај. Со тоа што истиот моментално вели дека како се движат работите, доаѓа до ситуација во која што иако Ripple има подобра, да речем, шанса, да се доаѓа до буквално 50-50, дали ќе тепа едната или другата страна, со тоа што вели дека се помали и помали се шансите за да се дојде до сетлмент, односно до помирување на двете страни, со што вонсудски би го редиле овој случај. Сега, зошто е тоа така? Како што кажува и сам, значи доколку они сакаат да го направат тоа, до сега ќе го направеа. Значи до final submission кој што беше во текот на декември, ако сакаат, до сега веќе ќе седнеа и ќе направеа помирување, односно ќе направеа да речем помеѓу нив договор да се реши овој случај вонсудски, но моментално гледаме дека тоа не е случајот, така да и они се до тоа навистина, значи многу добро го кажуваат. Една од главните работи во оваа година е одлуката на овој случај затоа што мора да биде оваа година и самиот судија го кажа тоа, со тоа што исто од Джереми Хоган кажано, значи дури и самиот вели моментално ситуацијата политички во Америка е толку, да речем, нестабилна со оглед на фактот дека демократите го имаат Сенатот, а републиканците го имаат Конгресот, што нема теоретски шанси нешто да пројде, како на пример крипто легислатива. И вели, значи, ако имаме некаков тип на легислатива, вика Ripple одлуката би била најголемата легислатива која што они очекува моментално во Америка. Зошто е тоа така? Затоа што ако се сеќавате веќе ви кажав, значи во Америка станува збор за право кое што е базирано на претходни случаи, за разлика од нашето кое што е базирано на закони. Значи, кога имаме право базирано на претходни случаи, кога имаме случај, истиот може да се искористи кога некој друг случај ги има сличните особини, да може да биде донесена одлука како претходниот случај. Така да во оваа ситуација, ако Ripple победи, голема веројатност дека многу од следните проекти кои што ќе бидат тужени од страна на Комисијата за хартија од вредност, ќе бараат да се бранат со оваа одлука за Ripple и обратно. Ако Ripple изгуби, тогаш Комисијата за хартија од вредност ќе користи оваа одлука во многу следни случаи со цел да каже ете Ripple, значи го осудивме поради оваа и оваа причина, значи особините се слични во овој случај и очекуваме тоа да биде направено повторно и кон овој да речем проект. Така да се уште многу од луѓето не разбираат колку е битно каков ќе биде ауткамот, односно каква ќе биде одлуката во однос на една или друга страна во криптосферата. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи Америка сега за сега очигледно се уште не е свесна колку многу губи, затоа што многу од овие проекти доколку видат дека Америка и понатаму се однесува вака и не сака да го промени својот пристап кон криптовалутите, ќе се заминат. Значи моментално ги имате Обединетите арапски емирати кои што молат за криптопроекти. Имаат соодветна легислатива која што не е како во Америка, значи пиратерија, ќе изнудуваме пари овде ако сакате да работите овде, значи и дури Европа моментално со Мика е на многу понапредно ниво за разлика од мориканците кои што се уште не може да се одговорат кој ќе им биде претседател на Конгресот, а не па да седнат да направат закон за криптовалути. Но тоа е добро затоа што многу од овие проекти едноставно ќе се преселат, како и самиот Ripple. Гледате, моментално Ripple бара дозвола од Ирска да отвори своје представништво таму, што јас верувам дека е буквално моментот каде што истиот ќе преиде од Америка во практично Обединетото кралство и Европа, затоа што имате пристап, ако имате база во Ирска, како и во Малта, вие имате пристап и во Европа, и во Обединетото кралство, и во Комонвелтот. Така да тоа е добра работа која што гледам дека моментално Ripple ја прави, но бидете уште еднаш, значи ќе напоменам, колку и да не сте заинтересирани за овој случај, многу е битен за целата криптосфера. Негативен или позитивен исход на овој случај може да значи памп или дамп на пазарот, може би на краток рок, но може да биде доста значителен. Имајте го тоа во предвид. Сега, тоа е во однос на оваа листа која што ни беше дадена од страна на Дарко Јошев. Уште еднаш му благодарам. Тоа се доста интересни работи кои што моментално ги доставиме до вас. Значи, затоа и сакав прво да обработам оваа листа, затоа што имаше доста битни информации, а понатаму нормално ќе преидеме на нормални вести во текот на оваа недела, претпоставувам овој викенд, каде што ќе поразговараме и за она што моментално се случува, да речем по генерални вести
ова беше доста интересно нешто, што досега не сме го направиле, па сакав да, нели, направиме нешто интересно, нешто ново. Следно кое што го најдов, чисто ова се исто така од него некои интересни работи за да ги завршам вестите. Значи Avalanche моментално има гледаме партнерство за Shopify. Значи Shopify има еден од најголемите онлайн, да речем најголем број на онлайн продавници кои што работат со оваа апликација Shopify. Со тоа што оваа ситуација, значи интересно е тоа што јас очекував дека Shopify ќе направи своевиден сабнет на Avalanche, ако се сеќавате, ако некој го гледа видеото за Avalanche, ако не погледнете го, значи тоа е во листа на различни проекти кои што ги анализираме моментално. Значи очекував дека таков тип на соработка ќе биде, каде што Shopify ќе биде своевидно свој блокчейн како сабнет на Avalanche, но не. Соработката моментално е од страна на NFT, со тоа што сите продавници на Shopify ќе можат да продаваат NFT на Avalanche NFT Blockspace-от, така да тоа е нешто интересно, но нели, соработка започнува со еден проект, а понатаму продолжува со многу други. Ја верувам дека Avalanche ќе може да го искористи Shopify за многу побитни работи, односно онлайн купување, а не само NFT, но нели, останува да видиме. Следно. Сега, ова е исто така од него пратено, че ова е аларм од она голема група на, ако не се лажеме од таму земено, она голема група на аларми, кои што може да искористите на Telegram, каде што во оваа ситуација се вели дека за оваа недела следнава има повеќе од 160 милиони практично ова се токени или коини кои што ќе бидат отклучени. Со тоа што точно, значи, овдека е представено кои од нив и во која количина ќе бидат отклучени, така да имајте во предвид за тоа што 1,9% од целиот market cap на одреден коин не е мала работа. Сега не знам кој е овој бит, искрено може не е бит торент, не знам кој е овој бит, но ќе ги дадам само чисто ако некој од вас има некој од овие токени, имајте у предвид дека може да се случи да му падне цената, да не се чудите зошто. Ape, ова е Ape Coin на, нели, Bored Ape Yacht Club, APT, искрено не знам кој е, GLMR, јас го имам овој, значи тоа е уствари еден од првите проекти на Polkadot, но мислам дека ова отклучување не е страшно со оглед на фактот дека ова се оние токени кои што постојано ви ги даваат, значи јас ги примам за тоа и го знам тоа, значи ова се токените кои што на одреден временски период ви ги отклучуваат од страна на Polkadot екосистемот како награда за тоа што вие ги стейкате вашите DOT токени, така да јас мојот GLMR немам ништо продадено, не знам, мене барем ова не ми представува проблем, но 4,6% од целиот да речем market cap на GLMR не е мала работа, но Moonbeam, проектот самиот по себе, е еден од оние први 5 проекти кои што добие место на Polkadot Relay Chain-от и Moonbeam како и неговиот паралелен токен на Kusama се едни од најдобрите коини кои што може да ги имате во Polkadot и Kusama екосистемите, така да мене ако пошувате ова нема да го продам сигурно до следниот bull market, не знам за вас, но јас поседувам многу од овие Relay Chain токени. NYM, не знам кој е, 1,3%, Sweet и Gal. Ова е Gala. Gala јас, доколку има таков јак памп, очекувам дамп со оглед на фактот дека тоа е нормален циклус на еден токен. Имајте го тоа во предвид, тоа е една интересна работа која што се случи. Гала, значи, имаше памп поради тоа што некои од оние луѓе кои што ќе бидат нивни спонзори, ако не спонзори, туку заштитни лица, ако не се лажам, а тоа е The Rock и Марк Волберг, кој што видов, така да верувам дека тоа е една од оние битни причини поради кои што Гала направи доста добар памп, но не сум сигурен дали ова Гала или Гала некој друг токен, како и да е. Значи ова се токените кои што моментално оваа недела имаат голем, да речем, отклучување на токени и коини, имајте го тоа предвид доколку имате некој од нив. Сега следно, значи Kraken FX е уствари едно крило на Kraken кое што се занимава со futures трейдинг, каде што вели моментално направиле unstake на 23,5 милиони Matic токени и ги вратиле назад на менувачницата. Вели, this is similar to the FTX incidents back in November with 60 million outflow in 2 weeks. Значи, вака сега. Прво, не гледам некоја голема алармантност во овој потек со оглед на фактот дека ова што е отклучено уствари токени кои што се сега пак, дали се ова директно поседување од Kraken или не знам, затоа што ова е само една од оние слики кои што моментално ми ги прати исто Дарко Јошевски.
Значи, имајте во предвид ако случајно имате коини или токени на Кракен, бидете предпазливи доколку видите некои вести кои што алудираат на потенцијален бенкран на Кракен. Како што тоа моментално се случува со многу други менувачици, како што беше Huobi пред само една недела. Значи, Кракен самата по себе, што видов досега барем, се држи доста добро, ниту во еден момент немаше никаков проблем со инсолвентност, но тоа не го менува фактот дека се може да се смени многу брзо, така да ова отклучување и враќање на 23,5 милиони матик токени од практично стейкање на exchange може да е само зголемена потреба затоа што многу луѓе сакаат да купат матик токени. Можно е, но во исто време, значи некој го споредил тоа со оние 60 милиони outflows на FTX, но од unstaking, враќање на матик на менувачницата, значи дека истиот е во моментално liquidity pool на менувачницата. Тоа не значи дека истиот испадна од менувачницата, туку само препоставувам дека моментално имале поголема потреба за зголемување на пулот на матик поради, не знам, можеби зголемена трговија, значи не ги бранам, само ви кажувам дека може да има и причини кои што се легитимни. Но од друга страна, и тоа што го кажуваат, секогаш, значи посебно кога држиме коини и токени на менувачница, треба да бидеме екстра внимателни за да не се случи ситуација во која што има бенкран и ние да бидеме последните кои што си ги публикуваат своите средства. Значи имајте тоа во предвид. Останува да видиме во следните неколку дена што моментално се случува. И во однос на ова, значи само сакам да го напоменам, ова е исто така од него, од Дарко Јошев во ситуацијата во која што моментално на Crypto.com се укинува, значи доколку не знаете и доколку случајно имате USDT на Crypto.com, имајте во предвид дека до 31 јануари ќе престане USDT да може да се користи таму, така да повлечете си го, нели, да не дојде ситуација да бидете касно. Сега, ова само сакам да напоменам, е моментално светски ефорт на американските менувачници да го сузбијат што може повеќе USDT, затоа што USDT Tether е на криптосферата уште од самиот почеток. Значи, не постоел друг, ако сте пиле по време, знаете што зборувам, значи USDT е основата на стейблкоини. Сега, иако пробаа со напади да го дестабилизираат, пробаа се, моментално, она што следно го прават е се обидуваат да го трнат од менувачниците со цел да му го намалат значи маркет капот. Затоа што има напор моментално USDC да се направи да биде number one stablecoin, затоа што се верува дека истиот и ќе биде понатаму искористен како наместо да се прави нов проект за CBDC на Америка, USDC голема веројатност да го превземе ова место, посебно со оглед на фактот дека моментално Circle и USDC работат на тоа да станат банка. Че првата крипто дигитална банка со stable pegged coin, со кој што понатаму ќе може да се качат и на уште поголема соработка во Америка. Проблемот е што на Америка не ја одговара USDT да постои, затоа што истиот не се наоѓа на американска територија и дополнително како таков, со тоа што се наоѓа, ако не се лажем, на Бахамите има свое представништво, не може никако да го регулира. Значи, едноставно USDT постои надвор од регулативата на Америка, а станува збор за најголемиот стейблкоин кој што е стейблкоин во пег на долар. Значи, нив тоа име проблем, затоа што вие фактички имате 66 билиони кои што се движат на пазарот без да може директно да бидат регулирани од Америка, а нив тоа не им се допаѓа. И затоа моментално преку се прави само да се превземе неговото, значи прво место на пазарот, затоа што не знам вие дали гледавте, но само претходниот bull market, значи од 70 до 80% од комплетниот обем на дигитални pegged стейблкоини во долар беа на USDT. За сега да дојде ситуација во која што имате 44 со 66. Значи сега моментално може да земете дека се оприлика 60 со 40. Добро, имаме и други, но ајде да речеме 50 со 35. Значи многу повеќе се намалила оваа разлика помеѓу нив, така да имајте го тоа во предвид. Тоа е главната причина, ако се чудите зошто, тоа е главната причина. Моментално има напор од овие големи корпорации кои што работат, посебно Circle, да се отстрани USDT. Имајте го тоа во предвид. И со ова завршуваме со вестите денес. Значи ова беа
некои настани кои што очекуваме да се случат во јануари и почетокот на 2023 година, кои што би биле од битно значење и сакав да го покажам тоа, нели, да може да го видите и сами. Се надевам дека сте задоволни од нашата работа. Нормално, некогаш касниме еден ден, но гледате дека следниот ден го добивате видеото кој што сме го ветиле. Сега веќе може да не најдете и на TikTok, иако можем да кажем дека не е мој прв избор, со оглед на фактот дека, значи, се обидувам да го представам малку како сериозна тематика, а најчесто помалите генерации и помладите генерации бараат брз профит, што не е ситуација со криптото и мојот канал не е за сигнали, мојот канал не е за некои брзи заработки на размена на пари. Се надевам дека тоа помладата генерација ќе го разбере. Значи, она што се обидуваме да го дадеме на македонскиот народ е едукација и да научат како да го користат сето оно што ние го знаеме како алатка со цел да направат долготраен профит и долготрajна инвестиција. Така да слободно, нели, од сега може да не најдете и на TikTok, таму ќе оставиме во нашата дескрипција нашиот профил на TikTok, доколку сакате да ги погледнете, значи таму ставаме кратки шорт, да речем, видеа од нашето видео кое што моментално го имаме како оваа ситуација вести, каде што ќе може било кој да погледне и да не најде на нашиот канал. Како и секогаш, значи, вие сте наша реклама, значи, не постои подобар начин од тоа некој да каже, го гледав каналов, има доста добра содржина, го препорачувам и сам, така да, како што знаете и сами, ние немаме никаков тип на маркетинг кампања, никаков тип на платени реклами, значи, се што имаме е слободна, бесплатна содржина за сите македонци во светот, надевајќи се дека можеме да помогнеме да не бидеме последни во светот, како и секогаш со новите, да речем, новите технолошки достигнувања кои што доаѓаат, а моментално овие технолошки достигнувања ќе дојдат во многу сфери, не само во финансиската, и за тоа се обидуваме да помогнеме што можеме повеќе на нашиот македонски народ било каде. Така да се надам дека го цените ова, продолжуваме и понатаму како секогаш да се пласираме како заедница за следниот bull market од 2024-2025 година и уште еднаш, значи, Дарко Јошев е пример за некои од оние поединци кои што навистина помагаат на каналот со цел да добиеме што можеме повеќе материја за да ја доставиме до вас како заедница и на тој начин гледате, значи, заедницата може да постигне многу повеќе од поединец и ова е еден од оние примери. Значи, ова беше материјал само од еден човек. Иако јас ги најдов сите овие посебни, нели, тематики за да ги обработам, за да ви покажам што станува збор, но генерално ова како збир од вести беше буквално од само еден од нашата заедница, така да ќе ве замолам да работите со нас со цел да бидеме што подобро поставени и што попрофитабилни во следниот bull market. Значи, буквално од нас зависи за нас. Така да си помогнеме сами на себе си. Благодарам уште еднаш, се гледаме во следното видео утре, во кој што ќе имаме техничка анализа. Имајте добар ден и поздрав од Криптогемиџија и од веќе не толку топлата Малта. Се најдеме.